Може да почнеме. Тогаш јас се извинувам малку за техничкиве проблеми. Овај настан требаше да се одржи прелиминарно во месец март. И јас имав за тогаш спремена една презентација под овај наслов кој што го гледате. Но во меѓувреме се случија многу работи, предизвикани од пандемијата на COVID-19, кои што сосема ја променија концепцијата на мојата презентација денешна. Најнапред вака да видиме што ни е потребно за одржлив систем. Одржливо општество представува баланс од три елементи кои што имаат за цел да ги задоволат потребите на сегашните генерации без да ги загрозат идните генерации во остварувањето на своите потреби. Еколошките ограничувања ги содржат лимитите на обезбедување ресурси, храна, вода и слично, и создавањето, односно управувањето со отпадот и загадувањето на животната средина. Сега, каде економијата може да ги балансира процесите на производство и потрошувачка надвор од овие природни граници биофизички граници кои што постојат на планетата Земја? И како општеството ќе одлучи политички и културолошки да ги менаџира социјалните ефекти од еколошките и економските импликации на краткорочните и долгорочните ефекти од нашите активности. Идејата ми беше во март да зборувам за креирање на одржливи бизниси, стартапи, преземање на лични финансиски ризици, успеси, грешки и насочување кон иновации и предприемништво со префикс зелен. Но како што кажав, пандемијата сосема го промени мојот фокус на размислување и јас неколку дена пред денешниот настап сосема ја изменив денешната презентација. Еве најнапред да почнам од целите за одржлив развој на Обединетите нации. Не знам дали знаете, но Обединетите нации имаат поставено, имаат дефинирано 17 цели за одржлив развој до 2030 кои што треба да се спроведат. И тие се, еве само кратко да ги набројам: искоренување на сиромаштијата до 2030, запирање на гладот сосема во светот до 2030, понатаму добро здравје и благосостојба, квалитетно образование, еднаквост меѓу половите, чиста вода и санитација, достапна и чиста енергија, работа и економски раст, индустрија, инновација, инфраструктура, редуцирање на нееднаквост, одржливи градови и заедници, одговорно производство и потрошувачка, климатска акција, животот под вода, животот на земја, јаки институции за воспоставување на мир и правда, партнерство за остварување на целите. Многу фино звучи сето вака. Но колку од сето ова реално е реализирано и колку е возможно сето ова да се реализира? И вистинското прашање е дали во светлото на пандемијата, со сите нус појави кои што ги видовме, и негативни, но и позитивни, ќе споменам после кои се според мене позитивни, дали овие цели сега ни се поблиски или се подалечни? И сега доаѓаат ревидирани цели, кои што Обединетите нации почнуваат малку, предлог за ревидирање на целите. И сега првата цел, наместо целосно искоренување на сиромаштијата до 2030 година, се претвора во намалување на сиромаштијата за половина и обезбедување на еднаков пристап за базични услуги. Втората цел, наместо искоренување на гладот, се претвора во дуплирање на продуктивноста и приходот од малите фарми за производство на храна. Здравството, благосостојбата, на луѓето, која што за жал е тема која што сосема исфрлена од фокусот, никој не зборува за благосостојба на луѓето, а замислете, постојат безброј проекти на Европската унија, на Европската комисија за благосостојба на животните. Јас многу ги сакам животните, да не ме разберите погрешно, и сметам дека тие треба да бидат во благосостојба, но не можам да разберам како може да биде дефокусирањето на таков начин да луѓето не бидат ставени во фокус како примерна цел дека треба да биде благосостојба на човекот и човештвото, а се разбира и на сите други живи суштества кои што живеат тука, како и да е. Ова третата цел одеднаш од воспоставување на благосостојба се претвара во достигање на универзално покривање со здравствена заштита. За жал, во моментот од таа цел сме исто така премногу далеку. Не знам
колкав процент на луѓе немаат воопшто пристап до никаква здравствена заштита. Понатаму, обезбедување на бесплатно, единствено и квалитетно образование на сите деца. Во светлото на COVID-19 и ова исто така личи како една голема утопија, ако тргнеме во нашата земја. Еве тука на еден микроплан, во моментов 40.000 деца од технички причини нема да имаат пристап до образование, односно пристапот до образование ќе треба да го реализираат со гледање на телевизиски емисии. Понатаму, вреднување на неплатената грижа и домашната работа преку соодветни јавни политики. Ова е целта за еднаквост помеѓу половите. Добро, окей, супер би било ако може да се реализира, но генерално да не ги набројувам сега, еве може да прочитате тука како се променети тие цели, но од она што како податоци го имаме на располагање и јас, а верувам и вие, сметам дека 2030 еве тропа на врата, пошто овие се цели до 2030, нели 10 години не значат ништо за вакви крупни цели да се реализираат, а ние сме се подалеку од целта, наместо да бидеме поблиску. Инаку овие цели се дефинирани и воспоставени уште таму некаде на почетокот на новиот милениум. Но не сме ништо поблиску до тие цели од моментот кога биле воспоставени. И сега што ни покажа оваа пандемија? Дека сиромашните стана уште посиромашни, туризмот и транспортот како стопански гранки доживеа најголем пат, образованието и здравството ги покажаа сите своји слабости, бројот на депресии и психози, како и на домашно насилство е во енормен пораст, исто така во пораста и невработеноста, додека GDP-то е во пад во сите земји. Прашањето кое што се поставува е дали ни треба нов холистички пристап во сите сфери на животот. Дали ни треба општество на солидарност наместо општество на егоизам и отуѓеност. А во тоа светло па уште едно прашање. Какви генерации ќе пораснат во период на физичко и социјално дистанцирање? И дали тие генерации ќе бидат поблиску до тој некаков идеал на општество на солидарност или се подалеку и подалеку? Еве вака истакнати личности од јавниот живот, председатели на различни меѓународни, може да ги побарате после на интернет, јас не ги запишав, пошто немав место малку на странава, сакав да напишам вака што значајно кажале за пандемијата. Джеймс Нануика вика, нешто ќе се придвижи напред, особено дигиталните економии, со издигање на дигиталното однесување, како што е работата од далечина, телемедицината, доставата на производи, други структурни промени би можеле да бидат регионализација на каналите за набавка. Во текот на изминатите 2 декади во напредните економии одговорностите во главно се движи од институциите кон индивидуите. Сепак, здравствените системи се тестира и честопати беа посакувани, додека бенефитите од платеното боледување до универзален базичен приход доаѓа на второ место. Во ова има потенцијал за долгорочно согледување на каков начин институциите можат да ги поддржат луѓето преку мрежи за поддршка и повеќе инклузивни социјални договори. Се тука малку би сакала да се задржам со коментар. Напомена и првата говорничка, а и председателката на Сдруженијето на потрошувачите, дека потрошувачите треба да бидат одговорни, дека треба да одржлива потрошувачка да прават и така натака. Да, до некаде се согласувам со многу од кажаното, но главниот проблем, она кој што го покачува многу емисијата на јаглеродни гасови кога зборуваме за потрошувачка, е транспортот на производите. Особено на производите за храна, кои што, чија што набавка и потрошувачка се врши на дневна основа. Ние можеме да не купуваме електрични апарати често, но храна мораме да купуваме често. А точно набавката на храна која што бара големи транспортни трошоци, но во исто време и емисија на јаглеродни гасови прави големи, секој подолг транспорт има поголем импакт на животната средина. Од таа гледна точка, она што во моментов бевме и сме на некаков начин принудени
да се задржиме на каналите за набавка кои што ни се блиски, кои што се регионални, има позитивен импакт на животната средина. И во суштина трендот би требало да оди кон регионализација на каналите за набавка, особено за исхрана. Понатаму, исто така, друго важно прашање кое што е битно и кое што ни фрла едно ново светло, е поддршката на институциите кон луѓето. Суштинската поддршка. Понатаму, индиската авторка Аругати Рој во незината книга "Пандемијата е портал" вели: историски гледано, пандемиите ги присилуваат луѓето да раскинат со минатото и одново да го искреираат светот. Ова пандемија не се разликува, таа е портал помеѓу овој и следниот свет. И јас верувам исто така дека последиците од оваа пандемија не само економските, туку и социјалните и психолошките и така натаму, и нашето доживување на реалноста и нашето согледување на секојдневието и промената на свеста ќе започне во некако после овој момент, после овој голем потрес, или како што велат кинезите, секоја криза е и шанса за промена, за некаква подобро, за нешто подобро. Може да биде и полошо, јас се надевам дека нема. Понатаму Шаран Боро вели: светот после првиот бран на COVID-19 мора да биде инклузивен, еластичен и одржлив. Денес живееме во свет во кој нееднаквоста помеѓу и во државите расте како резултат на растечка сиромаштија на глобалната работна сила. Премногу земји страдаат од екстерните шокови на COVID-19 без универзална социјална заштита, без соодветен здравствен план, без план за намалување на јаглеродните емисии до 2050, без одржлива реална економија со квалитетни работни места. За жал, ова е реалноста, нели, нееднаквоста, нееднаквиот развој, кој што развој, исто како што од целите за одржлив развој стануваме се пооддалечени, кои што сите така на хартија како политики звучат многу фино, многу идеално, за жал, многу ретко одговараат реално на прашањето како тоа навистина може да се реализира, а од друга страна сите исто така сме сведоци и гледаме дека нееднаквоста помеѓу богатите и сиромашните, значи и помеѓу богатите и земји и сиромашните, како и поединците, постојано расте и дека исто така дистрибуцијата на капиталот и на ресурсите се разбира станува се понееднаква и понееднаква. Што ни е потребно за одржлив систем? Креирање на технологија. Очигледно не е доволно да се реализира одржливо општество. Ако некогаш се најдувал на врвот на својот техничко-технолошки развој и ако нашиот живот бил во многу олеснет од употребата на техниката и технологијата, тоа е сега, ова време во кое што живееме, а сепак социјалниот момент и благосостојбата на човекот, која што споменав на почетокот, не е многу значајно подобрена. Суштината би требало да биде во иновациите и предприемништвото кои што се потребни за да новите технологии се искористат и се насочат кон реализација на одржливо општество. Но она што е не помалку значајно е исто така и промената на нашата свест. Свеста е во суштина нашата свесност и нашиот поглед на свет, а промената од секој поединец започнува е она кое што суштински го менува светот. За жал, мислам дека ние сме многу далеко од некоја драстична промена на светот. Чисто вака само за илустрација, да ви илустрирам каков импакт вршиме ние врз планетата Земја, како човештво. Планетата Земја е стара 4,6 билиони години. Да си предпоставиме дека тоа одговара на еден човечки век од 46 години. Тогаш, исто така како пандан, нели, на вековите, тогаш и на милениумите, тогаш човештвото се појавило пред 200.000 години. Тие 200.000 години претворени, нели, во еден човечки век одговараат на периодот од прилика 4 часа. Индустриската револуција започна пред 200 години. Тоа од прилика 2 минути во времето на планетата Земја. Замислете колку сме ние деструктивна врста на планетава Земја и какви
уништување и промени предизвикуваме во рок од 2 минути, значи, условно кажано, човештвото успеа да ги загади сите мориња, да го загади воздухот и водата, да ги пресече половина од шумите или да ги запали и да го уништи повеќе од половина од живиот свет кој што постоел на планетата Земја. Имав еден податок, не успеав да го најдам во една друга презентација, колку животински видови имаат изумрено со помош и поддршка на нашите разновидни активности, секакви економски и неекономски, како човештво, од почетокот на индустријската револуција до денес. Значи со милиони се мерат. И сега, Анштајн рекол, проблемите не можат да се решаваат на ист принцип на кој што биле создадени, а веќе утврдивме дека создадовме големи проблеми. Сега треба да ги решаваме тие проблеми, но од сите овие предлози, идеи, политики кои што се воспоставуваат, јас барем не можам да согледам дека има некое значајно инклинирање во начинот на размислување и во начинот на варање на решенија, бидејќи нели секогаш целта е иста, раст на GDP-то, раст на економијата и така натаму. На таков начин создадовме проблеми со раст. И сега, дека мора да се случи некаква промена, сакале или не, природата, како што можеме да видиме со климатски промени, со своето делување, со појавата на различни епидемии, болести. Еве, од гледна точка на болестите, што значат климатските промени? Се проширува реалот на распространување на одредени болести, кои што не зборувам за пандемијата COVID, него генерално, кои што воопшто не биле типични за нашето поднебие. Но со покачувањето на температурата, со глобалното затоплување, тоја реална распространување што бил типичен за тропски и субтропски области, полека се преместува код нас, така да ние наскоро и да нема епидемија, може да се соочиме со некакви болести кои што се типични за тропски или за субтропски подрачја. Како и да е, се погласно и се повеќе научници во светот размислуваат нели на тема дека ни треба некаков нов систем, бидејќи неолиберализмот очигледно е систем ерор. Е сега, дали ова факт или политичка и научна ерес во широкото доживување на нештото се повеќе се третира како некаков вид на политичка ерес. Какво општество би можеле да креираме после сето ова кое што ни се случува, дали некаква позитивна утопија или дистопија? Она за кое што и научниците, и стакнати мислители во светот и така натаму се погласно зборуваат е филозофијата на degrowth. Нема соодветен превод на македонски јазик, нешто би било како намалување на растот од прилика. И овој наслов не подсетува дека неограничен раст, онака како што ние го замислуваме, бидејќи во моментот главен критериум за развој на една држава е растот. Растот на GDP-то, растот на економијата, значи раст. Постојан раст. Дали е возможно неограничен раст во ограничен свет кој што има своји биофизички граници? Исто така, оваа филозофија, да ја наречам, или нов поглед некаков на светот, има за цел да ја стави на логична критика идеологијата за постојан раст, но и за одржлив развој. За одржлив развој се зборува последниве 40 години. Во суштина, многу научници сметаат дека терминот одржлив развој е оксиморон, бидејќи невозможно е нешто да се одржува на исто ниво и да расте истовремено. Да, знам, има објаснување, например, дека тоа се однесува само на обновливите ресурси, односно обновливите ресурси можат да се трошат, па постојано да се надокнадуваат, но и ако така го погледнеме, ние и обновливите и необновливите ресурси ги трошиме многу побрзо отколку што тие се во можност да се обноват и во исто време продуцираме купишто отпад. Како што напомена првата говорничка, наскоро во океаните повеќе пластика ќе има отколку риби, што е многу страшен податок сам по себе.
Веќе во моментов има податоци дека ние со секое конзумирање на риба и морски производи истовремено конзумираме и големи количини на микропластика. Значи, мултидимензионалните идеи во главном се однесуваат на физичко ограничување на растот, а исто така тука и теоријата за нафтен пик и на пик на се останато, нели, на сите останати ресурси, бидејќи во еден момент го достигнуваме максимумот на нивното искористување и потоа нужно е да одиме во надолна линија. Да не зборуваме за губењето на биодиверзитетот, ви кажав дека на дневна основа стотици видови изумираат во моментов. Еве, најголем сега во моментов, најголема грижа на научниците е потенцијалното изумирање на пчелите, што би било страшно генерално за се околу нас, а на нивното изумирање делуваме ние со сите наши активности економски пред се. И културолошки исто така, значи идеи, во кои што противставување на гледањето на неолиберализмот како религија, понатаму безграничниот продуктивизам, еве на почетокот ми падна во уши, не, во слушањето на првата говорничка, дека рече еден од предлозите на новиот Green New Deal на Европската Унија е производителите да произведуваат потрајни производи кои што подолго време ќе траат. И да, понатамо, нели, трите славни R, Reduce, Reuse and Recycle да се спроведуваат, но тоа е добро како теорија, но кажете ми тогаш на кој принцип, ако е се уште важичка постоечкава економска логика во светот, да речеме, еве, за техника, ако правиме муабет, еве, Samsung секоја година вади нов модел на мобилен телефон, нели? И нашиот потрошувачки менталитет и нашето потрошувачко општество има постојано желба да има нов производ. Нели? Затоа служи маркетингот да креира потреби. Креира потреби кај потрошувачите и ние одеднаш, кога ја гледаме рекламата на новиот Samsung 20 Pro, или како и да се вика, не можеме да живееме без него. Како сме живееле воопшто до вчера. Она што ни е неопходно е промена на таа конзумеристичка религија и таа продуктивистичка религија. За такво нешто да се случи, доколку имаме желба на вистина суштински нешто да промениме, на вистина суштински да спасиме планетата Земја и со самото тоа и самите себе си. Значи, треба да биде главниот фокус ставен на регионализам, наместо на глобализам. The growth, значи, во суштина не е само едноставно различно видување на економијата, туку тоа е многу поширока филозофија, да се живее со значење, да се ужива во едноставни задоволства, да се работи помалку, а повеќе да се соработува и да се споделува со другите, во едно поеднакво и посолидарно општество. Целта во оваа филозофија е целисходно да се забави животот, на луѓето. Ние во моментот живееме ненормално брзо, со голема динамика. Таа голема динамика подразбира потреба од користење на брзи средства за транспорт, брзо конзумирање на производите, постојана потреба за ново и ново, постојана потреба за адреналин и за нови секаков вид на стимуланси. Со цел, значи, минимизирање на штетата за луѓето и за екосистемот на планетата, но и за редуцирање на експлоатацијата и социјален момент има. Јас сум сигурна дека светот после вирусот, можеби не веднаш, ама за неколку години ќе се промени. И сигурна сум дека во моментот постојат неколку различни идеи, филозофски, економски и секакви, но кој пат ќе го избереме како човештво, за дали ќе се рефокусираме кон навистина важните нешта, во кои што не сметам дека GDP-то е, бидејќи во последно време се повеќе научници се погласно зборуваат дека GDP-то воопшто не е показател на успешноста на една земја и дека како показател и како мерило за благосостојбата сосема треба да се исфрли, туку треба да се воспостават некакви критериуми како што се благосостојба на луѓето или здравие, благосостојба на екосистемот и така натаму. Ова мојава денешна презентација е резултат само на мои размислувања. Се обидов да поттикнам некаква дебата и размислување
за длабоки еколошки проблеми кои што верувам дека сите не тангираат, не сум сигурна дека сите подеднакво размислуваме на темата и подеднакво се прашуваме што и како, но еве ова е повод за една дебата и за една дискусија за размислување надвор од кутијата, за размислување за можни алтернативи на постоечката неодржлива економија, кој што веќе и најзакоравените либерали гледаат дека навистина нешто е неодржливо и дека има некаков систем ерор, кој што во моментов сите се обидуваме само со шминка и козметика да го подобриме, бидејќи мислам дека многу од овие да кажам промени кои што се предлагаат и политики во суштина се во главном козметички зафати, а не се суштински, бидејќи суштинската филозофија кога не се менува, како што рече Катерина во претходното излагање, фокусот да го имаме цело време, ако нашиот фокус е постојано раст, значи на таков начин ние го предизвикавме проблемот со раст, тогаш се ова што правиме е само шминка и козметика. Главната суштина е намалување на растот и еве тука една мала карикатура каде оди човештвото и каква е нашата нова конзумеристичка еволуција. И нашиот начин на живот, нели, врзани за материјалните работи со железа и со камења, и ги влечиме позади себе и се мачиме во желба да реализираме се повеќе и повеќе. 3 стана, 5 коли и не знам што уште. Реалните проблеми треба да се актуализираат. Глобалната нееднаквост во доходот води кон конфликти, големите дефицити на секи загрозуваат шансите за просперитет на идните генерации. Верувам дека треба да се направи нешто и тоа многу скоро. На почеток доволно е само да се замислиме од една малку поинаква перспектива и да имаме еден малку поинаков фокус пред себе. Лекции од пандемијата, кои што ги научивме, дека е неопходна транспарентност, видовте сите часописи кои што функционираа на принцип на платени информации, мора да ги споделат тие информации, нели кога човештвото, да кажам, се соочи со проблем кој што е глобален и кој што ги тангира сите и во кој што не можеш да речеш јас ги затварам моите граници, се спасувам од едно такво мало вирусче. Понатаму, успешниот одговор зависи од доброто лидерство. Прашањето кое што си го поставуваме, дали ни треба унифициран одговор или диверзифицирани стратегии, па да видиме која е подобра. Ефективната комуникација на највисоко ниво е неопходна и глобалната солидарност стана нужност, фокусот ми е на солидарност. На што треба да се фокусираме во иднина со сите наши активности, не само економски, него политички, социјални и секакви. Пред се заштита на планетата на сите можни начини. Заштита на незината клима, со намалување на нашата потрошувачка свесност во потрошувачката, со свесност во постапките, со свесност во креирањето на отпад, со грижа за рециклирање, реупотреба на она што може да се рециклира и реупотреби. Понатаму, пристап до обновливи енергии. Мислам дека, бидејќи факт е дека ние без енергија не можеме воопшто да функционираме, но мислам дека треба час поскоро да ги завртиме сите своји ресурси кон обновливи енергии кои што ќе бидат пристапни за сите. Ние, например, имаме услови соларната енергија, скоро воопшто не е искористена. Во многу мал процент, мислам дека е искористена. Понатаму, промена на нашиот однос кон производството на храна. Точно е, кој спомена, господјата од Сдруженијето за заштита на потрошувачите. Сите мислат дека земјоделието е чиста енергија, а не знаат дека 40% од стакленичките гасови, а дури 60% од азотниот оксид во воздухот се произведува од сточарството, од фармите на кои што имаме масовно производство на крупен добиток. Во секој случај, значи, нашиот однос понатаму загадување на водата, воздухот и почвата со употреба на хемиски средства за заштита. Многу има работи кои што, да кажам, ги земаме здраво за готово без некаков посериозен фокус. И она што исто така е многу битно и во контекст на темава, мислам дека треба да се дава најголема поддршка на достоинствени работни услови и на предприемништво, на мало предприемништво, на регионално предприемништво, наспроти
глобалните компании и глобализацијата. Еве тука имам некои референции, ако сакате може да да ги простудирате ако ви заинтересира темава. Јас има многу на оваа тема да зборувам. Ова е многу широка и многу интересна тема за мене барем, не знам дали на аудиториумот му се допадна или можеби го испровоцира да размислува малку во една друга рамка, не во она општо позната и прифатена рамка. Јас тука би завршила со мојата презентација, ви благодарам за вниманието и доколку има прашања, коментари или дискусии, ќе ми биде задоволство. Дали може да се вклучам? Да, може, повелете. Јас сум Валентина Скарделова, раководител на сектор за енергетика во Министерството за економија. Благодарам за презентацијата. Сметам дека беше сеопфатна, но би сакала да дадам повеќе информации до присутните во делот на обновливите извори на енергија и посебно искористувањето на потенцијалот на обновливите извори на енергија кај нас. Државата, како што можеби веќе повеќето од вас знаат, уште пред повеќе од 10 години воведе систем за поддршка на искористувањето на обновливи извори на енергија, ги воведе повластените тарифи и преку овој механизам, оваа шема за поддршка, всушност беа инсталирани повеќе електроцентрали. До сега има околу 102 фотонапонски електроцентрали кои што користат, само фотонапонски електроцентрали кои што користат повластена тарифа, а вкупниот инсталиран капацитет од сите обновливи извори на енергија кои што користат повластени тарифи е околу 150. Но тоа е она што, да кажам, во изминатите години беше понудено како можност и тука останува само потенцијалот за биогасот и биомасата и за кои што се уште има повластени тарифи кои што би можеле да ги користат идните инвеститори. Она што исто така е многу важно, што со донесувањето на Законот за енергетика во 2018 година се воведе нов систем за поддршка на производството од повластени на производството од обновливи извори на енергија, значи се воведоа премиите. Премиите се еден поинаков режим на поддршка, значи премиите, ако повластените тарифи всушност значат за гарантирана цена за продажбата на електрична енергија и не се пазарно ориентирани, премиите се токму спротивното. Значи, премијата ја доделува државата од буџетски средства, кои што се всушност само поддршка на инвеститорот, за да може да ги издржи трошоците кои што му се кои што ги има заради поставувањето на централите и да биде конкурентен на пазарот. Јас би сакала за да не ја обременувам дискусијата, да кажам дека врз основа на законот и врз основа на сите тие подзаконски акти веќе беа објавени 2 тендери, еден на државно земјиште и еден на приватно земјиште, и вкупниот инсталиран капацитет кој што очекуваме да се изгради е околу над 50 мегавати инсталирана моќност, но и за поздравување, да не кажам и за пофалување, тоа што сега веќе имаме една изградена фотонапонска електроцентрала која што деновиве очекуваме да го потпише договорот за премија. Што е поентата? Поентата е дека фотонапонските електроцентрали многу побрзо се градат во однос на сите други
обновливи извори на енергија, ние го имаме потенцијалот, имаме земјиште кое што имаме и добра законска регулатива која што не дозволува да се гради на земјоделско земјиште, значи мора земјиштето да е најмалку 4-та класа за да може да се изгради фотонапонска електроцентрала. Имаме правна рамка, имаме одржлив механизам за финансирање и ова производство треба и текако да биде, да кажам, промовирано кај бизнис заедницата. Бизнис заедницата беше информирана за сите овие наши чекори, значи и за донесување на законот, и за донесување на подзаконските акти, соодветно беше информирана јавноста и за објавувањето на тендерите, така да повикувам до сите заинтересирани представници од компаниите да искористат оваа можност и да аплицираат на тендерите кои што во иднина ќе ги објавува Министерството за економија. Тука бизнис заедницата може да се вклучи со своја експертиза, заради тоа што изготвувањето на проектната документација, значи на техничките решенија за инсталирање на фотонапонските електрани и текако бизнис можност која што треба да ја искористи нашата бизнис заедница. И не само тоа, значи и обновливите извори на енергија, исто така е многу важно што е направен голем пробив со фотонапонските електроцентрали со решението кое што го направивме во однос на домакинствата. Значи, во изминатиот период пред 2019 година, домакинствата не можеа да инсталираат фотонапонски електрани на својот кров и да ја користат за своји потреби електричната енергија. Сега имаме повеќе од 50 домакинства кои што ја имаат поставено фотонапонски системи и имаме над 100 предпријатија и јавни институции кои што имаат инсталирано фотонапонски системи и енергијата ја користат за собствени потреби. Само ова ми е практично еден повик до сите присутни да се имаат во предвид овие можности кои што досега ги направивме ние како креатори на политиките и како имплементатори заедно со Агенцијата за енергетика. Јас ви благодарам за многу обсежната дискусија и корисните информации. Верувам дека некои од присутните ќе ги најде за корисни и ќе бидат позитивно употребени. Доколку нема други дискутанти, може би на крај би можеле да продискутираме. Ако може на кратко едно прашање. Може. Да. Јас сум Александар Николов, Секција за развојни иницијативи Зенит. Имате многу интересно излагање каде што начнавте доста дилеми во врска со тоа кон што се движи тековниот доминантен модел за економски развој и раст и кои се предизвиците кои што ги поставува. Верувам дека и најголем дел од присутните се сложуваат дека таквите дилеми и предизвици се валидни. Меѓутоа, тука би сакал да ви ваше мислење за што правиме со решенијата. Вие ве спомнавте и во предпоследниот слайд наведовте 4 точки кои што се за поздравување. Например, поголема користење на обновливи извори на енергија, реформа на начинот на производство на храна, веќе конвенционалното земјоделско производство е виновно за добар дел од стакленичките гасови. Меѓутоа, тука исто се поставува прашањето како при таквите реформи на тековниот економски модел да не се доведеме во ситуација уште повеќе да ги загрозиме ранливите групи, значи на пример лицата со ниски приходи или лицата кои што едноставно не можат на краток рок да се приспособат на некои нови модели на работа и заработувачка што се промовира пред се во развиените земји. Еве конкретно, ако ние ги промовираме обновливите извори на енергија,
дали тоа може да доведе до поскапување на цената на струјата, што се разбира несразмерно повеќе ќе влијае на посиромашните слоеви на населението. Или дали преминот од конвенционално кон органско земјоделско производство во поголем обем, те значи поскапување на цената на храната, што исто така може да влијае да ги засегне повеќе посиромашните слоеви на населението. Јас ви благодарам за прашањето, но одма ќе ви одговорам на прашањето и ви благодарам на вистина што го поставивте. Суштината на оваа филозофија е дека промената треба да започне во нашата свест. Ние живееме во општество во кое што индивидуата се најдува во фокусот, нели? И индивидуата има цел да постигне повеќе, подобро, да биде поуспешна и така натаму. Суштината на филозофијата Degrowth за намалување е нашата свесност да транзитира кон едно општество на солидарност. И одма ќе ви кажам, што значи тоа? Знаете, во текот на нашите економски активности ние произведуваме нешто што се нарекува екстернали. Тие екстернали се штетни. Например, загадувањето на воздухот е штетна екстерналија, при кое што оној кој што ја поседува фабриката, која што го труе нашиот воздух, остварува економски профит, а сите ние остваруваме економска штета, бидејќи нашето нарушено здравје, односно загадениот воздух, кој што ја загадува нашата животна околина, го нарушува нашето здравје, предизвикува трошоци за здравствениот систем и така натаму, треба да плати повеќе. Значи, треба да плати повисок данок. И затоа солидарните општества имаат прогресивна даночна стапка. Ама во суштинска смисла на зборот, а не фарсот, прогресивна даночна стапка. Погледнете ги скандинавските земји, ако сакате да научите повеќе. И тоа е праведно, бидејќи оној кој што остварува профит од предизвикувањето на такви екстернали штетни за околината, нормално е дека треба повеќе да плати, бидејќи не труе сите нас, а само тој остварува профит. Суштината е таа на Degrowth, значи општество на солидарност. Треба многу повеќе да транзитираме кон солидарен начин на размислување. Во тој случај, кога успешните стопанственици не би бегале да го платат, да платат повисок данок, него напротив, би сакале да придонесат за општеството, за подобар развој, би постоеле и навики за некако вид на филантропија, за грижа за заедницата, за финансирање на некакви општествени корисни активности. Всушност, тоа е суштината на социјалното претприемништво, нели, кон кое сакаме да се насочуваме. Тоа е таа суптилна промена на свеста. Но главната суштина која што ќе овозможи реални средства за да ранливите категории се заштитат од страна на државата и од страна на буџетот е соодветен праведен даночен систем поведување. Се слушаме? Да, се слушаме во секој случај. Дали има уште некој друго прашање? Или да продолжиме понатаму?